Ние не носиме пресуди, но нема да дозволиме ниту вистината да се изгуби во процедури и одложувања. Порачаа денеска родителите на 39-тиот марш за ангелите овде во Кочани, при тоа упатувајќи јасно и гласно барање обвинителката која што го водеше предметот за осомничените полициски службеници да остане вклучена во целиот судски процес. Јасно прашавме дали се направени хемиски анализи за присуство на цијанид. Прашање што не е техничко, туку суштинско. Прашање за тоа како и зошто умреа нашите деца. Во полициските наоди тоа го нема. И затоа прашавме, ако не е испитано, зошто? Од хемиски факултет добивме одговор. Тие испитале само материјал што горе, не и примероци од нашите деца. Не упатија до судска медицина, а таму тишина. Не административно доцнење, не технички проблем. Тишина. Во исто време постојат сериозни наводи дека при пожарот се ослободувал цијанид. И ако тоа е точно, тогаш прашањето не е дали некој сгрешил. Прашањето е кој ќе одговара. Обвинителката Трајчева веќе работеше на случајот подолг период и е запознаена со сите негови аспекти. Во интерес на правдата, континуитетот и ефикасноста, сметаме дека нејзиното отстранување од предметот не е во корист на постапката. Советот на јавни обвинители се повикување на правдата за застапеност за одредени членови на кои им го продолжува мандатот, додека на обвинителката Трајчева и се ускратува да продолжи со предметот кој самата го водеше. Ово отвора сериозно прашање дали формата се става пред суштината, правдата. Затоа јасно и гласно бараме обвинителката да биде вратена на случајот. Ова не е прашање на поединец, ова е прашање на систем и одговорност. 63 изгубени животи не смеат да станат предмет на административни одлуки без последици. Инаку судскиот процес за обвинетите 25 полициски службеници требаше да започне на 1 април, тоа е следната среда, меѓутоа и сега останува неизвестно со оглед на тоа дека новиот обвинител кој што ќе го превземе предметот ќе треба доправа да го проучува. Инаку родителите и денеска од 39-тиот марш за ангелите во Кочани порачаа дека правда за 63-те прерано скаснати животи мора да има.